Скршени од болка и во се уште силен шок од тоа што ги снајде, семејството на малата Јана ги чека резултатите од обдукцијата кои треба да откријат од што почина нивното 6-годишно првенче, малечката Јаничка, како што си ја викаат. Резултатите ги чекаат, но надежите на таткото Стојче дека тие ќе ја симнат мистеријата за ненадејната смрт на неговата керкичка му се еднакви на нула. Тој утринава во телефонскиот разговор за Алфа ни рече дека истото му го кажал и на новиот министер за здравство доктор Фатмир Меджити, кој вчера го посетил семејството во нивниот дом во Битолско Кравари. Вчера дојде министерот, сакаше од нас лично да слушне што се случуваше со нашата Јаничка во таа кобна среда. И нему му кажав, нашето девојче беше здраво дете, немаше никакви здравствени проблеми, ни наследни, ни вродени, ни стекнати. Затоа ми е невозможно да поверувам дека ја загубивме за толку кратко време на таков начин и тоа во болница. Му кажав и дека јас не верувам во обдукции, оти не очекувам дека таа ќе биде веродостојна. Со растревожен глас ни рече утринава 36 годишниот Стојче Христовски, таткото на несрекната Јана. Христовски вели дека лично како семејство имаат многу причини да се сомневаат во исправноста на македонскиот здравствен систем, не само заради случајот со Јана. Штом ќе стигнат резултатите за Јана, јавно ќе обелоденам и други непријатни случаи кои ги имавме за членови од нашето потесно семејство. Но најмногу не боли за Јаничка, оти таа имаше само 6 години. Пред неја беше детството, младоста, животот, а сега спие во земјата, наместо да си игра со незиното братче и другарчињата. Вознемирено ни кажа Стојче. 6-годишната Јана почина минатата среда во Битолската клиничка болница, каде била донесена со знаци на настинка. Според родителите, состојбата на девојчето се влошила откако му дале инфузија со гликоза, пошто шеќерот во крвта се качил најпрви на 9, а при втората инфузија и на 19, пошто девојчето починало. Државниот санитарен и здравствен инспекторат пак, при направениот вонреден надзор, во рамките на своите надлежности, не пронајде елементи на лекарска грешка или неправилно лекување на 6-годишната Јана Христовска.